кратки најави за денешниот дневник. Продолжува трендот на пораст на цените на угостителските услуги. Како да се задржат учениците од техничките училишта да ја градат домашната индустрија? Соопшто корисна работа против вандализмот на малолетниците. Во Охрид за прв пат се одржа екопазар на користени производи. Трамп во телевизиско интервју изјавил дека сериозно сака Канада да стане 51-та држава на САД. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 7 степени Целзиусови. Во вторник над североисточна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во северна, централна, источна и југоисточна Европа ќе услови стабилно и студено време со зголемена облачност со продорна студена воздушна маса. Во северозападните, западните и југозападните предели со слаби и локални врнежи од дожд. Во областа на Алпите со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени и слаби врнежи од дожд и снег. Во североисточните и источните предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 11 степени. По Македонија во вторник студено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -10 до -1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и студено време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во северозападните, западните и југозападните предели зголемена облачност која што локално во западните и југозападните предели ќе услови слаби и локални врнежи од дожд и снег, а на планинските превои и на планините со слаби врнежи од снег. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -1 до 10 степени. Во Охрид во вторник студено утро со утринска температура од -3 степени. Во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне зголемување на облачноста која што ќе услови нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура ќе достигне до 5 степени. Во следните денови во Охрид ќе преовладува умерено облачно време со услови за повремени и слаби локални врнежи од дожд и со благ пораст на температурите. Во среда од -1 до 5 степени, во четврток од 1 до 7, додека пак во петок утринската температура од 2 степени, а дневната ќе достигне до 9 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи,
кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Цените на угостителските услуги во јануари годинава повисоки за 5,8% во однос на лани. Граѓаните и домашните гости критикуваат. Угостителската фела пак смета дека цените соодействуваат со нивото и квалитетот на услугата. Во постојан пораст цените на угостителските услуги, инфлацијата, зголемените трошоци и порастот на платите на вработените во секторот се клучни за поскапувањето. Во главниот туристички центар во земјава, цената за едно кафе се движи од 120 до 250 денари зависно од близината на езерото, услугата и амбиентот, но во локалите надвор од центарот на градот цените се доста пониски. Најгласни против високите цени во кафулината и рестораните се охриѓани, често критикуваат и домашните туристи, но за странските гости цените се коректни. Имаме превисоки цени. Треба се намалат. За разлика од, примерно, во Солун, цените на кафето во Солун се од 2 до 2,5 евра. Во центар прамовет на Солун. Овде се исто, или нешто поскапи и така натаму. Скапи се. Кафето во Охрид е поскапо од кафето во Загреб. Знам, бидејќи јас сум Хрват и сега сум тука моментално во Охрид. Убај се. За нас се добри се, добри. Па не знам, научени сме, све е нормално. Затоа. Не е проблем, тоа е, научени сме. 3-4 euros for a coffee. 3, 4 or 5 евро. That's how much is in London as well, though. 3 до 4 евра за кафе, толку е и во Лондон, што значи исто, но мора да кажам дека е преубаво и 3 до 4 евра да се плати, оваа гледка вреди. Угостителската фела е на ставот дека цените соодействуваат со нивото и квалитетот на услугата. Велат во Охрид има реални и пристапни цени, но во одредени локали и малку повисоки. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека да, има и локали кои што имаат некои повисоки цени од останатите, меѓутоа има и локали кои што имаат повеќе од пристојни цени и за храна и за пијалоци, значи за сите сегменти од угостителството. Тоа е релативна работа, тука зависат голем број на фактори кои што ја одредуваат и цената, значи локацијата на објектот и така натаму. Меѓутоа да, знаеме во Охрид дека имаме некои локали кои што излегуваат вон таа рамка на тие нормални цени, меѓутоа грото од угостителските објекти имаат, мислам дека нормални цени кои што ги нудат. Според Државниот завод за статистика, угостителските услуги во јануари годинава во однос на истиот месец лани се поскапени за 5,8%. Поскапување има и во споредба со претходниот месец за 0,2%. Сликата за средните технички училишта се менува покрај со напредувањето на квалитетот на образовниот процес и со посебно внимание и работа со талентираните ученици. Тоа на дело се покажува во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски во Охрид.
Неспорно е дека имаме талентирани деца, меѓутоа останува проблемот како тие да се задржат во државата по завршувањето на образованието и да ја градат домашната индустрија. Интересот на учениците за техничките струки, дуалното образование, соработката на приватниот сектор со образовните центри се позитивни трендови кои продуцираат кадар со релевантни вештини и компетенции. Сликата за средните технички училишта се менува покрај со унапредување на квалитетот на образовниот процес и со посебно внимание и работа со талентираните ученици. Во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски во Охрид со талентираните ученици се работи дополнително во редовната настава со вложување многу труд од професорите ментори во рамки на разни проекти, вели директорот Сашо Недески. Таквата поддршка секогаш дава резултати, зашто доказ се успесите на државните и меѓународните надпревари. Овој училишен центар трета година поред го држи првото место во конкуренција од технички училишта од 8 држави од поширокиот регион. Трета година поред го освојуваме првото место во силна конкуренција, каде што навистина имаат многу опремени и солидни обучни центри, како од Велење, од Истанбул, во Валјево, кои што се каде понапред од нас, значи многу повеќе се опремени. Ние се трудиме да ги достигнеме нив, со поддршка од локална самоуправа, континуирано добиваме нова опрема. Минатата година набавивме 3D принтер, ова година за профилот од компјутерска техника и автоматика набавивме 25 компјутери со високи перформанси. Проектите и надпреварите се можност теоријата да се преточи во пракса, да се надогради знаењето, да се стекнат учениците со нови искуства преку тимска работа и нови сознанија за индустријата што ја изучуваат, вклучувајќи ги и тековните трендови и предизвици. Ова е голем успех и голема мотивација на ваков надпревар да се победи, да се земи прво место. Ова ме мотивира понатаму уште повеќе награди да освојуваме. Самиот овој проект е како почеток во мојата иднина. Нема ни да е прв ни последен проект што ќе го направам. Тоа што и на факултет ќе продолжам да учам. Ако сакаш нешто, каде и да си во светот, можеш да успееш. Во последниве години, компаниите на кои им е потребен висококвалитетен кадар се повеќе ги отвораат своите врати за учениците, давајќи им шанса да градат односи со професионалци, кои заедно со професорите имаат голема улога во обучувањето на овие млади луѓе. Имаме позитивни показатели каде што ученици наши во дуално образование што имаат завршено, од нивните работодавачи се превземени и им се возможени понатаму да продолжат да студираат, да се усовршуваат и да останат во државата. Неспорно е дека имаме талентирани деца, меѓутоа останува проблемот како тие да се задржат во државата по завршувањето на образованието. Години наназад гледаме дека системот на давање шанса на овие кадри е, да не кажам дефектен, значи треба да се подобрат одредени околности за при избор на високо квалификуван кадар. Значи главната цел е нашите ученици, односно студенти кои ќе завршат, сепак треба сето тоа да го валоризираат. Системот на вработување во државните фирми би требало да е исти како и во приватните, затоа што приватникот нема ни внук, ни син, ни било кој друг, значи секој приватник има интерес да го прими најдобриот. Само на тој начин дециден на директорот Недески, доколку нашите ученици кои покажуваат исклучителни резултати, добијат фер можност при вработување, ќе останат да ја градат домашната индустрија. Малолетници што вандализираат јавни добра да вршат општо корисна работа. Заедницата на единиците на локалната самоуправа ја прифати оваа иницијатива на Општина Центар. Вандализмот зема замав во сите општини. Охрид не е поштеден од уништувањето на јавните добра, искршени клупи во парковите, канти за отпадоци, вандализирани детски игралишта, споменици. Ова е сериозен проблем што бара итна реакција. Во таа насока заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС едногласно ја усвои иницијативата предложена од Општина Центар за меѓуинституционална соработка и воведување општокорисна работа за малолетни сторители на вандализам.
Малолетните сторители мора да се соочат со соодветни мерки, а одговорноста ја делат и нивните родители, истакна градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Иницијативата предвидува измени на Законот за прекршочна постапка, Законот за пробација и Законот за правда за децата, со цел воведување општокорисна работа како мерка која ќе спречи вандализам и ќе придонесе кон ресоциализација на малолетниците. Дополнително се предлага и разгледување измени во Законот за семејство и Законот за извршување на санкции, за да се обезбеди правна рамка која ќе вклучи и одговорноста на родителите преку заедничка општокорисна работа. За спроведување на иницијативата ќе се формира стручна работна група составена од владата, ресорни министерства, центри за социјална работа, училишта и невладини организации. Целта е да се креираат ефикасни законски решенија и да се спречат потешки последици од ваквите негативни појави. Во Охрид успешно беше реализиран првиот екопазарна иницијатива на екосекциите од училишта без пластика, во соработка со Младинскиот центар. Посетителите имаа можност да купат и продадат зачувана облека, книги и играчки, со тоа давајќи им нов живот на предметите што инаку би завршиле во отпад. Средствата собрани на продажбата во износ од 7630 денари веќе се донирани на сметката на фондацијата Икрауд, наменети за лекување на Емилија, мајка на 2 малолетни деца од Крива Паланка. Организаторите изразија огромна благодарност до сите учесници кои беа дел од базарот и донираа облека и предмети, наставниците и учениците, како и на сите присутни кои ја поддржаа идејата. Очекуваат ваков настан да се организира почесто, со цел купување и продажба на втора рака да стане поприфатлива практика за охриѓани, со цел заедно да ја градиме поддржливата заедница. Од ноќеска на полноќ нови цени на горивата соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 95 се зголемува за половина денар и истата ќе изнесува 79,5 денари за литар. За половина денар се зголемува и цената на мазутот и килограм мазут ќе чини 48 денари. Екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 73 денари за литар. Цената на бензинот Евро Супер БС 98 и на дизел горивото останува иста, односно 81,5 денари на бензинот Евро Супер БС 98 и 73 денари на дизел горивото, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.